Добре, криптоентузијасти, сме успеале да средиме материјал за пола недела, така да во вторник ќе го гледате ово видео, кое што јас го правам во недела за Harmony One. Тоа беше едно од последните гласања. Значи Harmony One е прво од последниот блок кој што останува да го обработиме. Денеска ќе биде направено видеото за Harmony One, потоа ќе направиме видео во следниот период за Ondo Finance, Ondo, Meta Hero, Hero токенот и Nervous Network CKB. Ова е за Горан од Англија, ветено, така да поред ќе дојдеме и до него. А како го правиме тоа за оние кои што се нови на нашиот канал? Значи на нашиот Facebook профил објавуваме некоја ваква интересна сликичка каде што ве бараме вие да ни предложите коини и токени. Овие коини и токени кои што ги оставате во коментар, потоа одбираме кои што се најдобри, значи оние кои што имаат најдобар потенцијал, да речем, разгледуваме како изгледаат сите овие проекти, некој кој што навистина има многу вести и така натаму, и овие проекти ги земаме во предвид и правиме нов блок од 4 коини кои што вие гласате во кој редослед истите ќе бидат обработени. А на нашиот канал ваквото видео потоа е објавено во една од плейлисти, значи имаме различни плейлисти со различен тип на материјал кој што го обработуваме. Во анализа на коини и токени, овдека се обработени сите досегашни видеа за коини и токени кои што сме ги обработили на нашиот пазар. Идејата е да направиме огромна плейлиста која што ќе содржи најголемите коини и токени на криптосекторот, каде што сме направиле почетна анализа со одговарање на 7 групи на прашања, се што еден почетник би требало да знае за овој проект. Направено е на македонски, да имате датабаза за кои да е од овие проекти да сакате да го погледнете, прво да може да го погледнете на македонски јазик. Така да, погледнете и сами, моментално имаме 81 видео, од кои што околу 75 се различни проекти, имаме некои интересни технички анализи кои што сме ги правеле малку поназад, но идејата е дека сите коини, посебно од најголемиот па надоле по маркет кап до сега, сме ги обработиле на нашиот канал. Така да оваа датабаза е направена со цел да служи на македонците да можат да погледнат било кој од овие проекти на македонски јазик. Ги одговараме овие 6 тоест групи на прашања со цел да имате една целосна слика за проектот за кој што разговараме во оваа ситуација за Harmony One, што се треба да знаете за понатаму нормално да си го продолжите ова истражување и одлучите дали ви се допаѓа овој коин и дали би сакале да инвестирате во него. Значи уште еднаш, ова не е финансиски совет, ние не ви кажуваме дали да инвестирате или не, само ви даваме наше истражување и мислење за овој коин токен, а ви одлучувате дали во истиот сакате да инвестирате. Сега, откако го објасниме овој дел, нели можеме да почнеме со самиот коин. Во оваа ситуација е коин, значи разликата како што кажавме, коини се оние кои што имаат свој блокчейн, во оваа ситуација Harmony One поседува свој proof of stake тип на блокчейн, додека токени се оние кои што не поседуваат свој блокчейн, а постојат како токени на некој друг блокчейн. Сега, во однос на Harmony One, значи прво морам да кажам веднаш дека Harmony One во претходниот bull market беше еден од најпрофитабилните коини кои што сум го имал во портфолио, да бидеме реални. Ќе кажам кои се причините и зошто сум го поседувал и ќе кажам зошто сега не го поседувам во сопственото портфолио. Значи Harmony One е уште од 2017 година како проект, 2018 официјално станува блокчейн, 2021 година се на некој начин со два битни потези се прочу низ целата, да речем, криптосфера. Прво беше со самиот ICO, кој што собра 1,7 милиони долари во private sale, мада ова беше ICO за private sale, така да не е initial coin offering на јавен тип, туку е приватен каде што VCs, venture capitalists, доаѓаат и инвестираат во овој коин. Втората беше со тоа што е прв блокчейн кој што официјално имал шардинг, многу битна работа. Тоа беше главната причина поради која што се наоѓаше во моето портфолио во bull market од 2020-2021 година и на вистина направи солиден профит во моето портфолио. Сега, значи ги одговараме овие прашања, но не поред, одговараме како се движи самата материја, затоа што многу од овие коини се различни, имаат различна материја за обработка. Значи, самиот Harmony One, како што кажеме, представува proof of stake, да речем тип на proof of stake блокчейн. Дали има други проекти кои му се конкуренција? Да. Значи Harmony One во претходниот bull market беше буквално представен како Ethereum killer, така да во оваа ситуација Harmony One е токму тоа и ден денес, значи со оглед на фактот дека имаше уште пред 2 години шардинг, а Ethereum успеа тоа да го постигне само неколку месеци наназад, покажува за напредноста на овој проект, но за жал е во некоја стихија. Тоа е една од
причините за кои што ќе разговараме малку подоцна. Значи, во основа, дали постојат други проекти кои што би можеле да се мерат со него? Да, значи сите смарт контракт проекти, затоа што истиот има смарт контракт компатибилност, е proof of stake со смарт контракт. Значи сите смарт контракт проекти се негова конкуренција и за жал истиот се наоѓа многу доле на ова, значи 225-то место моментално, 256-то се извинувам, со многу мал маркет кап. Значи тоа е едно од позитивните работи, но и негативно во исто време. Ќе поразговараме малку подоцна. Значи да, сите смарт контракт платформи, сите Layer 1 се негова конкуренција и за жал не е еден од оние топ Ethereum килер како што се очекуваше. Дали има од реалниот свет? Не, нормално дека не постојат, затоа што станува збор за блокчейн, значи само со други блокчейн проекти може да се мери во однос на оваа ситуација. Сега, за почеток би сакал само конкретно да спомнам нешто малку повеќе околу блокчейнот пред да навлеземе во објаснување на неговиот proof of stake тип на блокчейн. Знаете и сами, најчесто кога имаме коини, видеа да се малку подолги, затоа што треба да објасниме каков тип на блокчейн технологија користат, додека токените, нели, со оглед на фактот дека само позајмуваат блокчейн технологија, а имаат свој токен, значи не се толку комплицирани за објаснување. Сега Harmony One, ова е неговата основна страна, значи harmony.one. Значи на неговата основна страна можеме да најдеме некои основни податоци од типот на, сега овдека да речеме зборуваме малку повеќе за, само да видам каде се наоѓаме. Не. Па, овој дел би било сето тоа. Значи, само момент да видам што имаме овде. Вака, неговиот екосистем е доста голем, екстензивен, иако станува збор за мал маркет кап, значи истиот има веќе интегрирано доста, да речем, други екосистеми, како што е Binance, Ethereum, кои што соработуваат со него, имаат активни мостови. Значи, неговиот екосистем може да го погледнете овде, значи практично ова е дел од екосистемот, каде што ова се моментално најголемите апликации кои што постојат на него и може да видите секоја од овие апликации, значи каква намена има, така. Додека во однос на неговиот roadmap, гледаме дека активен roadmap поседува 2024 година, значи гледаме дека работат на различни ствари за кои што нема да разговараме сега, затоа што сакам да направам, значи кога станува збор за roadmap и надградби на проекти, нормално треба да има посебно видео, затоа што ние се уште не сме го објаснили ниту основниот блокчейн, би било многу збунувачки ако сега зборуваме за надградба и roadmap. Така, затоа и секогаш ова го оставам за следно видео, доколку навистина овој проекти понатаму се развива, правиме соодветно видео каде што разговараме за roadmap и разговараме за надградби на самиот блокчейн. Така да, битно е дека поседува, значи тоа е многу битно дека поседува roadmap. Друга интересна работа е фактот дека се стреми кон AI, тоа е многу битно во денешно време, затоа што оние проекти кои што се стремат и имаат интегрирано било каков тип на AI, многу подобар перформанс имаат моментално. Така да, како што кажав, околу roadmap ќе разговараме во друга прилика, но сакав само да го спомнам тоа дека го поседува, така. Сега, во однос на децентрализираноста на самиот блокчейн, истиот поседува DAO, иако не е официјално DAO, значи во однос на одлучувањето на Harmony, значи постои на Snapshot, snapshot.org, само запишете оваа страна, значи ова е местото каде што оние кои што поседуваат Harmony одлучуваат за неговото напредување. Значи се што понатаму што одлучува за напредување се прави преку овој Snapshot, да речем, ова е како форум, да речеме. Значи ова е како сабнет на овој форум, каде што, значи, гледате и сами се одлучува за се што понатаму се прави на Harmony One. Тоа е добро, значи постои DAO кој што одлучува за што понатаму ќе се случува со самиот Harmony One. Значи секогаш е добро тоа. Сега, како што кажавме, значи самиот Harmony One е првиот блокчейн кој што официјално поседувал свој шардинг. Значи погледнете, ова е вест од 2021 година септември, кога официјално неговиот шардинг механизам беше имплементиран. Сега ќе зборуваме малку за тип на блокчейн и сето она што истиот подразбира. Значи 2018 официјално настанува како блокчейн, рековме 2018 настанува како блокчейн, 2021 има голем VC фандинг кој што дополнително помага во неговата разградба и уште во 2021 година септември официјално успеваат да направат шардинг. Во тоа време нешто незамисливо, но самите кажуваат, дури во тоа време веќе имаме, мада за жал немам видеа, од тоа време имам постои, каде што, значи, официјално успеаат да украдат дел од Ethereum, нешто од Avalanche, нешто од не знам каде, но битно е дека на крајот успеаат да направат официјален ефективен шардинг. Ова се основниот тим,
на да речем кои што го водат фондацијата Harmony, истите претходно имаат екстензивно знаење затоа што работеле како програмери во големи компании, значи како Meta, Google, Amazon, Apple, како и да е. Идејата е, како што уште еднаш ќе напоменам, значи во тоа време беше нешто невидено. Значи, шардинг, како што веќе многу пати имаме разговарано, сигурно сте го гледале видеото каде што го објаснувавме ова за Ethereum, представува децентрализација на блокчейнот каде што имате различни шардови кои што значи на некој начин ја намалуваат конгестијата на самиот блокчейн и трансакциите буквално се процесирани на различни делови од блокчейнот, наместо да треба да се чека една по една да се да се процесираат на главниот блокчейн. Така. Значи ова многу пати сме го објаснувале, дури многу добар интересен момент како го објаснуваат овдека за оние кои што не го виделе ова. Значи главно шардинг, ако сакате да видите што представува и како се прави, погледнете ги видеата каде што разговараме за протоденк шардинг на Ethereum. Значи тоа исто така може да го најдете во анализа на коини токени, буквално протоденк шардинг се нарекува видеото, но на кратко како интересно изгледа. Значи, замислете дека има еден продукт во оваа ситуација без разлика дали е Harmony One или Ethereum или што и да е, и замислете дека се продава само во една продавница, така, што значи дека мора да се запише на основниот блокчейн, така. И замислете ако сите чекаат да го купат овој продукт пред една продавница од целиот свет, така, автоматски ќе има многу време за чекање, затоа што треба да чекате на ред да дојдете да го купите овој продукт и нормално дека неговата цена ќе почне да расте. Така, зборуваме затоа што во оваа ситуација вие чекате буквално пред една продавница, така. Додека за разлика од тоа, зборуваме на трансакциите сега цената. Цената на трансакциите ќе се намали доколку овој продукт е распределен на повеќе продавници, каде што сега не мораат сите луѓе да чекаат пред истата, туку можат буквално да отидат во било која продавница и да го купат, така. Ова е баш едноставно објаснување на шардинг, затоа што во оваа ситуација било кој од овие делови е матично дел од главниот чейн, но може да ги процесира овие трансакции надвор од самиот чейн, а потоа да ги запише како една трансакција заедно на главниот чейн. Така да на тој начин практично се предизвикува намалување на конгестијата, зголемување на брзината на блокчейнот и намалување на фи на трансакциите. Затоа и Ethereum го направи истиот, така. Сега, значи, Proof of Stake е неговиот основен блокчейн. Сме разговарале што представува Proof of Stake, истиот има нодови. Сега како го прави тоа? Значи, самиот шардинг, преку шардингот, значи ова е баш интересно објаснето овдека, значи, финалноста, значи, не зборуваме сега ефективно процесирање, туку финално, едноставно за 2 секунди трансакцијата на Harmony One е целосно процесирана и ефективно може да видите на вашиот wallet, новчаник. 2 секунди, за разлика од тоа, финалноста на Ethereum е 15 минути. Сега е намалена со оглед на фактот дека веќе почнавме со шардинг и сето тоа, но да не го забораваме фактот дека и понатаму Harmony One е многу побрз за разлика од Ethereum, значи процесира негде околу 450 трансакции во минута. Така да ова е одлично и во оваа ситуација, значи, за жал, шардингот предизвикува затоа што практично со оглед на фактот дека вие имате одделување на некој од нодовите во еден шард, голема веројатност дека може да се случи напад на мрежата на еден од овие шардови, така, затоа што на некој начин вие ја намалувате сигурноста за да зголемите на брзина и да зголемите на, нели, да ја намалите конгестијата и да намалите физ. Сега, каде е овдека проблем? Да, значи тоа е еден од потенцијалните проблеми, дека може дел од мрежата да биде нападнет од нодови кои што потенцијално би се организирале заедно и би делувале нели, негативно на мрежата. Сега, како Harmony One го решава тоа? Го решава преку неговиот ефективен Proof of Stake. Односно, значи, Harmony One поседува 4 шардови. Така, 4 шардови од 250 нодови. И на секој 18,2 часа овие шардови прават решафл, што значи дека не дозволува нодовите да можат да се организираат во еден од овие шардови и да направат напад. Значи, многу интересно направено, а многу ефективно. Односно, така да на овој начин, на секој 18,2 сати, кога завршува епоха, нели тоа е практично една епоха во блокчейнот, прави решафл и овие 250 нодови ги прераспределува. Односно, никогаш 250 нодови не се наоѓаат во истиот шард. Во оваа ситуација, значи 4 шардови кои што поседуваат секој од нив 250 нодови, не можат да се координираат за да извршат напад на некој од овие шардови. И на тој начин Harmony One успева да го реши овој потенцијален проблем, каде што нодовите доколку се организираат можат да оркестрираат напад на дел од мрежата преку овие шардови.
Значи многу паметно направено и во оваа ситуација секоја чест значи како успеале да го решат сето тоа. Затоа велам, значи они позајмуваат идеи од овде, од таму, од ваму, со цел да направат свој тип на блокчейн и да успеат да имплементираат шардови. Со тоа што значи они се на краен стадиум, целосно имплементирани, 4 шардови, 250 нодови, вкупно 1000 во тотал. Така. Со тоа што се уште мислам дека може да се направи нод, значи овој линк ќе го оставам во дескрипција. Јас искрено сакам да имам Harmony One нод, ви кажувам веднаш, но за сега не планирам да инвестирам во Harmony One. Останува да видиме дали истиот ќе преживее. Значи ова е линкот преку кој што може да видите како се прави Harmony One нод. И уште еднаш, за валидирање на трансакции добивате награда во One. Знаете како функционира тоа, каде што практично вие имате така речено delegated proof of stake. Во оваа ситуација зашто има финална бројка од 1000 Harmony One, луѓето стейкаат во вашиот нод, а вие понатаму ги, како што веќе видовме, ги верифицирате овие трансакции во секој од овие 4 шардови и на тој начин вие добивате дел од фито за овие трансакции. Сега, Harmony One исто така, уште многу одамна, уште пред 2 години, направи SDK, Software Development Kit, слично како што тоа го направи уште многу одамна и самиот Атом, Космос, така. Значи бил на вистина пред сите и затоа мене ми се допаѓаше толку и затоа инвестира во истиот. Но гледаме дека првенствено неговиот екосистем не се развива толку многу колку што јас очекував. Значи иако има, да речем, голема количина на апликации, ова не е ниту блиску доволно за навистина да биде Ethereum килер, така. Тоа е едно од работите кои што навистина ме разочара, јас очекував многу повеќе од овој проект, реално ви кажувам, но гледам дека некако влегува во заборав. Стейк не е лош, значи за стейкинг на Harmony One добивате 8,36%, ова е стейкинг директно на Harmony One мрежата, не стейкинг на Binance, така да ова е доста добар процент ако мене прашувате, реално солиден 8,36%. Ова е околу блокчейнот самиот по себе. И уште една битна работа пред да продолжиме околу останатите работи е дека Harmony One уште од самиот почеток е EVM compatible, односно било која апликација која што се наоѓа на Ethereum функционира и на Harmony One затоа што истиот има Ethereum Virtual Machine. Затоа и овдека можеме да видиме во неговиот екосистем апликации како Chainlink, овдека мислам дека го видов SushiSwap, MetaMask. Значи гледате, тоа се апликации кои што се матично од самиот Ethereum, а функционираат и на Harmony One затоа што истиот е EVM compatible. Сега, во однос на вести, значи за жал имаме една негативна вест моментално околу овој проект. Значи пред само 3 месеци имаше напад во кој што 2,2 милиони долари вредни One токени беа изминтани преку напад на Infinity, значи тоа се нарекува Infinity Mint bug, односно тоа е баг кој што кога ќе успее некој да ви го подметне, че тоа е хакерски напад, ви принта бескрајна количина на токени и ја праќа постојано на волети, со тоа што овдека на 150 различни волети успеал да прати вкупна количина од 2,2 милиони долари вредни One токени, со тоа што истите се неутрализирани, сето тоа е средено, но тоа не го менува фактот дека ефективно нападот е извршен, така. Значи битна работа е дека нема големо оштетување. Зошто го велам тоа? Затоа што ако споредиме 2,2 милиони во маркет кап кој што го поседува Harmony One, а тоа е официјално 273 милиони, значи 2 милиони не е голема работа. Така, сега реално правиме муват, можело да биде ова многу покатастрофално. Значи 2 милиони ова е 0,02%, така. Така да ова не е страшно, но е вест која што треба да биде спомната. Успешно е одбиен овој напад. И исто така пред неколку години, пред една година цела, имаше напад на ААВ мостот до One, каде што буквално се уште има заглавено мала количина од 1,2 милиони долари. Тоа се ААВ токени кои што се заглавени во овој мост поради нападот на хакерите. Сега нема да навлегувам премногу во тоа, но реално од 2017-18 ова се само два успешни напади кои што се направени на Harmony One и цената е доста мала. Значи 2,2 и 1,2 милиони долари стварно не е голема сума, за да кажам дека биле катастрофално нападнати, така. Така да ова воопште не е лошо. И уште една интересна вест која што имаме, CoinStore, искрено не знам која е оваа менувачница, но 17 мај официјално ќе прави листинг на Harmony One. Да не заборавиме, Harmony One веќе се наоѓа на најголемите менувачници, така да не е нешто посебно, зборувам во овој дел
дека очекувам некој голем памп, затоа што кога веќе се наоѓате на Binance и на Coinbase така натаму, ова е само плюс. Значи не верувам дека ќе имаме некои големи поместување на цената. Сега кога станува збор за самиот коин. Значи самиот коин ако го погледнеме на неделно ниво, на месечно ниво, значи можеме да видиме зашто велам дека е еден од најпрофитабилните проекти кои што сум го имал. Јас Harmony One го купував буквално во оваа, да речеме, акумулациона фаза. Значи не го продавав на врвот нормално, но погледнете, 11.300%. Значи еве, тоа е што значи кога официјално има прв бул маркет одреден коин. Со оглед на фактот дека истиот го промашал 2017-2018 година, значи тогаш истиот е излезен на самиот bear маркет, значи погледнете колку е голема колку голем потенцијал да имаат токените кои што прв пат влегуваат на пазарот. Така. Со тоа што имаме голема корекција, значи истиот во текот на bear маркетот изгуби доста голема количина, значи да видиме до самото дно, како и сите останати 97,8%. Значи имаме голема загуба, да речем, на вредноста. Сега, што можеме да забележиме? Во претходниот bear маркет, че ова е доста добра техничка анализа, почетничка, че можеме да видиме дека ова прва свеќа, која што најчесто не ја земаме во превид, во оваа ситуација навистина има логика да ја земеме. Погледнете, истата представува. Значи отпор пред цената да успее да пробие во следниот бул маркет, а овдека поставува поддршка, погледнете. Значи буквално ова ниво кое што е оваа свеќа сама по себе е, погледнете, класично акумулационо поле на цената на Harmony One, каде што максимално стигна до 8 пени, а сега е веќе 2 центи. Значи имаме тоа со 80 пени и 2 центи во оваа ситуација. Значи имаме солидно придвижување нагоре на цената. Од апсолутното дно, погледнете, Harmony One веќе успеал да достигне 357%, што е ништо во однос на претходниот all-time high од 40 центи. Очигледно од оваа ситуација моментално од 2 центи, тоа се 20x, но нели, не зборуваме затоа што има причини зашто верувам дека потенцијално нема да стигнеме до претходен all-time high. Сега, битна работа како и сите останати алткоини го гледате ова зближување на Bollinger Band кој што ни покажува почеток на следен bull маркет. Исто како и многу од коините кои што досега разговаравме, се уште не го почнал својот bull маркет. Истото го гледаме и последните вредности на Market Cypher кои што се уште се сиви. На неделно ниво се променети, но сега за сега се уште сиви и сега на неделно ниво ќе се преместиме, само пред да продолжиме, значи гледаме само што излегол од bear маркет и ова е практично почетокот на MACD кога почнува да се движи над нулата. Значи е доста нов, гледаме во оваа ситуација, значи некои од овие индикатори се уште се појавуваат на месечно ниво. RSI е низок 44, 100 RSI нема да го земеме во предвид затоа што во оваа ситуација истиот може да остане висок доста долго време. На неделно ниво, средните вредности на Market Cypher само што преминаа во бели, успеавме да направиме ефективен ритест на истите, кои што најчесто после тоа влегуваат во следен бул маркет и дополнително од најапсолутното дно до мислам овој прв врв кој што го направивме со кршење на овој тренд, кој што е од bear маркетот, погледнете и сами, значи успеавме да се вратиме назад до 61,8, каде што гледаме дека главната поддршка е буквално на 61,8 нивото на Fibonacci, Golden Ratio, во исто време и средните вредности на Market Cypher. Под нас се наоѓа 200 неделната средна вредност и 100 неделната средна вредност, тоест 50 и 100 неделната средна вредност, кои што моментално сите овие ни представуваат поддршка заедно со акумулационото поле, кое што претходно сме се обидувале да го пробиеме, сега правиме ритест на истото пред продолжување нагоре. Ако седнеме да направиме, верувам дека овдека ќе направиме стандардна класична Wyckoff акумулација која што моментално ја гледам и погледнете. MACD од овој енормен пат од 78 официјално само што направи потврда за придвижување нагоре, односно сигналната ја помине базичната нагоре, тоа се двете линии кои што го водат MACD. VWAP само што проби над нулата, гледаме дека имаме заоблување на money flow во позитива. RSI е на 52 после корекција од 79, што е сосема солидно, и 100 RSI од апсолутно нула се придвижува на 10. Значи дека спремен е Harmony One доколку немаме некои поголеми падови на пазарот да продолжи во погорен дел од овој чарт, каде што на месечно ниво верувам дека ова е првата мета, односно 6, скоро 7 центи, која што потенцијално би била проблем заедно со 200 неделната средна вредност. Значи од 6 до 7 центи опрлика би било следното ниво каде што очекувам ова да се придвижи. Значи, технички гледано, ова е супер проект и може да донесе доста, зборуваме доста приход, значи доста профит.
уште еднаш ќе напоменам, значи 20x до претходен all-time high, дури и да стигне половина од тоа е 10x, тоа е солидна заработка, реално правиме муабет, но главните причини поради кои што не го земам во предвид е баш тоа. Премногу забави, значи моментално неговиот маркет кап е 273 милиони, што значи дека е стварно добар за купување, отворено ви кажувам, значи истиот има многу добар технички дел, што реално дури да се размисли човек да го купи, макар и за дел од оваа заработка, но гледам дека, значи знаете како ова се коини кои што навистина имаат потреба од внимание. Значи нигде не сум слушнал ништо за Harmony One. И прост пример, значи многу едноставно. Отварате CryptoPanic, ова е криптоагрегатор каде што најпопуларните коини едноставно не можат да не бидат, значи Harmony не можат да не бидат овде, се разбираме. Значи погледнете, ако ставам на ход, последна ход вест за Harmony One била пред 2 години. Дури и Rising, што е устварен, да речем, понови вести кои што не се толку популарни, пред 2 години. Значи, едноставно, нема ништо ново на овој проект. Тоа е проблемот. Они понатаму имаат роудмапи, понатаму се развиваат, но за жал не се во... Но една многу позитивна работа за овој проект е фактот дека од 12,3 милиарди токени, вкупната количина е 13,156. Значи дека повеќе од 90% од токените, тоест коините, се извинувам, се веќе пуштени на пазарот. Не можев да најдам никаков vesting schedule, значи дека она што останува е за staking rewards, погледнете и сами, и можеме да видиме овде како изгледа неговата, само да видам каде беше тој дел, tokenomics, че можеме да видиме како изгледа неговата распределба на почетокот, значи Binance Launchpad 12,5% биле распределени на луѓето кои што инвестирале во Harmony One кога беше дел од Binance Launchpad, потоа 16,9% на тимот, што е доста добро, протокол 22,4%, тоа е уствари staking rewards, затоа и се дел од протоколот, Node Round, значи ова е претпоставувам оние, искрено не знам што уствари ова би било, Node Round, нешто уникатно за него очигледно. SeedC, тоа е она прва 1,7 милиони, 22,4% кои што се очигледно на Venture Capitalist, и Ecosystem Development, тоа е 21,8%, One токени кои што се користат за развивање на самиот Harmony One блокчейн. Значи ова е многу добра алокација, ако мене прашувате, дури 16,9% на тимот е стварно мала алокација, реално правиме муавет. SeedC, јас верувам дека овие веќе имаат одамна продадено, затоа што ова е уште од 2021 година, верувам дека тоа го имаат земено како профит во текот на тој bull market, така да оваа токеномија, ако мене прашувате, воопште не е лоша, значи ваков тип на распределба, а уште еднаш ќе напоменам, значи фактот дека има само околу помалку од 10% токени кои што треба да бидат практично изминтани, а верувам дека тоа се оние кои што се уште се во протокол, кои што ги добиваме како стейкинг награди, тоа го прави овој проект да биде доста добар во однос на токеномија, и ако погледнеме во однос на full-time девелопери, воопште не се лоши. Значи 81 со 220 на месечно ниво парт-таймери, значи ги става на многу добра позиција. Значи ако ги споредиме со останаците 81, да погледнеме каде се наоѓаат, значи стварно имаат голем број на девелопери, да бидеме јасни. Значи 81 погледнете, значи Tezos, Mina, Polygon, тоа се сериозни имија каде што и Harmony One влегува, така Sui исто така. Значи они навистина имаат очигледно тим кој што работи активно на истиот проект, но за жал стварно немаат резултат, не знам зошто. И ова е нивниот Harmony One значи ова е блокчейн експлорерот, ако сакате да проверувате трансакции на истиот. И нормално за крај секогаш ги проверуваме и неговите новчаници за децентрализација. Ова е доста децентрализиран проект, затоа што до 100-то место имам само 63,7% од вкупната количина. Значи, погледнете, првите два новчаници кои што се стварно големи се на Binance Staking акаунт. Така, че ова е Binance Staking, претпоставувам награди кои што ги дава на луѓето кои што стекаат преку него, нешто тој стил, но како и да е, значи ова е директно поседувано од менувачница, значи не е проблематично. Овие се само 2, значи 3,7 и 3,2%, додека останатите гледаме дека се премногу мали. Значи дека не се проблематични за да направат дамп на пазарот. Ова е многу солидна, да речем, поставеност на токен. Сега, значи уште еднаш ќе напоменам. Јас на вистина ми се допаѓа овој проект, ја направив многу солиден профит во него и во однос на техничката анализа, дури човек и да размисли сега кога веќе ја правам оваа анализа дека потенцијално не е лоша идеја да се направи некоја мала алокација, но генерално на вистина имам доволно layer 1 позиции. Значи уште еднаш ќе напоменам, имаме Ethereum, Cardano, Polkadot и Algorand, значи имаме солидна количина на проекти, повеќе од 30%, и затоа и се обидувам да насочам кон други. Значи тоа е интересната работа каде што имате многу проекти
што се примамливи, но поентата е да бидете со различни категории на проекти за да имате алокација, нели, во потенцијални различни бранови во следниот bull market. Така да тоа е една од главните причини поради кои што не алоцирам. Можеби од меланхолија ќе алоцирам некоја мала количина затоа што навистина овој проект направи солиден профит за мене последниот bull market и навистина очекував многу, баш највеќе поради самиот шардинг кој што први го имплементира. Да видиме дали сме промашиле нешто. Значи тоа го одговоривме, roadmap веќе кажавме, затоа ќе има потенцијално посебно видео, техничка анализа направивме, вести објаснивме, партнерства, значи најголемите менувачници го поседуваат и го тргуваат, но реални некои големи партнерства не успеав да најдам. Поврзано со кривични судски, тоа е добро што не е поврзан, значи не беше опфатен со оние коини токени кои што беа прогласени за хартија од вредност, тоа е добро. Тоа го објаснивме, тип на блокчейн, залиха, нешто околу тимот објаснувавме, значи доста е мал алокацијата на токени, активни девелопери спомнавме и проверка на најголемите новчаници исто така го објаснивме и тој дел. Значи тоа е оприлика се што имаме да кажеме за Harmony One, пак ќе напоменам. Има доста потенцијални проекти кои што, нели, ќе гледам да алоцирам. Уште еднаш, потребни се други категории, како што кажав, има категории кои што се уште не сме успеале да алоцираме. Layer 1 имаме алоцирано многу, значи некогаш треба едноставно да си ставите граници и да кажете не, значи нема да алоцирам во тоа, затоа што пак ќе кажам, значи не можете да имате алокација во се, едноставно некогаш треба да си ставите граница. Затоа што нема логика да алоцирате во се по некоја мала количина, на крајот само ќе се изнервирате затоа што се алоцирале мала количина, дури и да направи некој голем профит, нема да ви значи толку многу, затоа што нема да имате солидна алокација во истиот. Уште еднаш, тоа се главните причини поради кои што не алоцирам во овој проект, нормално секој од вас одлучува што понатаму со вашето портфолио, но навистина овој беше доста потенцијален. Јас навистина не можам да разберам како успеа толку да замре како проект, нешто слично како EOS од 2017 година, нели оние famous Ethereum килери кои што потоа ги снемува. За жал, ова е еден од истите. Како и секогаш за крај веќе спомнавме, значи ова станува збор за анализа на коини и токени. Сите оние кои се нови на нашиот канал, значи погледнете на врвот од нашиот канал ова видео, кое што е направено со цел да ви објасни каков тип на содржина и што имаме на нашиот канал. Додека веќе имаме околу 1000 видеа, значи дека е доста збунувачки за оние кои што се нови, така да погледнете го ова видео, ќе ви стане многу појасно што и каде да најдете. Додека во меѓувреме на секое од нашите видеа во дескрипција може да најдете некои битни моменти. Прво и најбитно може да најдете значи дескрипција што зборуваме во ова видео, во детали. Потоа може да ги најдете нашите блокчейн адреси, се извинувам, нашите социјални мрежи, каде што споделуваме многу повеќе информации кои што потенцијално би било паметно да ги заследите со цел да можете да следите повеќе од нашата, да речем, материја која што споделуваме надвор од овој канал, како и нашите резервни канали на Odyssey и Rumble, кои што исто така ги содржат овие содржини. Уште еднаш, значи, се тоа што го правиме бесплатно, не бараме ништо за возврат, значи единствено што бараме од вас е лайк, шер, сабскрајб, комент. Тоа се најосновните работи со кои што може да ни помогнете да ја расшириме оваа материја на што повеќе македонци, истите да бидат едуцирани во крипто, финансии и економија во овој bull market. Така да помогнете ни да помогнеме на што повеќе македонци со вашата препорака и со овие лайк, шер, сабскрајб и комент. А во меѓувреме уште еднаш, не наплакаме ништо, нас не ни е потребно ништо од македонската нација, доколку вие изразите желба дека сакате да начестите едно кафе за нашата работа, тоа може да го направите на блокчейн адресите кои што ги има во секоја дескрипција на секое видео, а исто така и на оваа Купи ми кафе апликација, а сите овие значи досегашни донации ги направивме како две добротворни акции во Македонија, на една црковна организација каде што помогнавме со нели соодветни прехранбени продукти, така да во иднина доколку добиеме други донации ќе го направиме истото за други, да речем, каузи во Македонија кои што имаат потреба од нашата помош, така да се што ќе ни биде пратено ќе биде вратено назад на македонската заедница. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гембиџи.